Гостивар, мултикултурно јадро во Полошката котлина. Познат по најубавите баклави, но и по изворот на најголемата река во Македонија, Вардар. Како што водата од вруток се излева и никогаш не се враќа, така и младите го напуштаат гостиварскиот регион во потрага по подобар живот. Официјална статистика за иселувањето нема, но во центарот на градот ве пречекува плоштад полн со пензионери, кои како да чуваат нешто и како да чекаат некого. Тешко. Бегаат надвор луѓето, кој како ќе најде екзистенција. Као кадри веќе одат на запад и ги користат други. Други ги користат тие кадри, за жал. Младите бегат, немаат работа и наравно бегат. Секој млад сака да се запосли, да има будуćност. Овде нема, перспектива нема во градот и зат бегат. Овде работа немат, сите отидоа во странство. Се празни градот, учат децата школа, не знаат каде ќе работат. Даваме пари по факултети и не знаеме дали ќе се вработуваат или не. Но локалните избори нема да ги одминат оние кои останале тука, па и оние кои ќе одлучат на денот на изборите да се вратат во родниот крај. Гостиварци за локалните избори имаат можност да одберат меѓу 7 на кандидати за градоначалници. Арбен Таравари од Алијансата за албанците, Невзат Бејта од ДУИ, Асаф Адеми од партијата Беса, Себајдин Изаири од ДПА, Шпати Сеини од коалицијата на Алијансата за албанците, Дафина Стојановска од ВМРО ДПМН и Ленка Јовановска од Социјалдемократската партија на Македонија. Арбен Таравари само што стапна на функцијата министер за здравство, веднаш влезе во локалната трка за градоначалник. И тој го дели мислењето на граѓаните. Kam pas disa shkrime për Gostivarin ku e përshkruaj se ky është për fat të keq qytet i shprazur tashmë, ku jetojnë vetëm njerëz të vjetër, shohim shtëpia të shprazura, djemë dhe vajza të cilët ikin me të madhe prej Gostivarit sepse këtu nuk ka më shpresa. Në qoftë se bëhem, me siguri do bëhem kryetari i komunës së ardhshme të Gostivarit, planifikojmë që të nisim, kemi disa prioritete. Një është shkollat të rregullojmë, shkollat në Gostivar janë në gjendje të mjerueshme. Këtu kemi 4 universitete dhe 3 shkolla të mesme, që është qesharake, po kështu është situata. Pastaj do mendojmë edhe për disa paket, disa gjëra që mund t'i bëjmë për Gostivarin që të rinjt mos na ikin prej këtu. Se shumica e të rinjve janë duke ikur prej Gostivarit. Таравари не жали за министерската функција. Вели, има многу работа и на локално ниво, но за ризикот да остане и без министерското и без градоначалничкото место вели. Ne do bëjmë një fushat të qetë, të urtë, do ta tregojmë vizionin ton dhe do të fitojmë këtë zgjedhje padyshim. Но градоначалничката фотелја нема намера да ја отстапи неговиот против кандидат од ДУИ, Невзат Бејта. Не, Бејта, народот не му дава да... За него желбата за подобар живот кај младите е нормална работа, но свесен е дека тоа е голем проблем, чие решение е добра економија. Është natyrshme që një pjesë të rinjeve të cilët kërkojnë të kenë jetë më të mirë edhe janë të përgatitur në mënyrë profesionale për të punuar në vendet të ndryshme të Evropës, po Evropa kërkon edhe të rinj të cilët ju mungojnë në vendet e tyre që kanë zanate të ndryshme, jo vetëm nga Maqedonia, por nga gjithë Ballkani, edhe ju ofrojnë rroga më të mira dhe ata janë të detyruar që të shkojnë punojnë. Edhe na, nëse do ta forcojmë ekonominë dhe do ju krijojmë kushte të mira, do ju krijojmë rroga si i kanë atje, ose pak më të ulta, ato do të kthehen në vendlindjen e vete. Pa marrë parasysh ku punojnë qytetarët tonë, gjithë janë të lidhur me zemër dhe me shpirt për vendlindjen e tyre. Бејта вели дека доколку на централно ниво не се понудат подобри услови, никој нема да може да го спречи одливот на младите во странство. На 100 километри од Гостивар, во Куманово уште на влезот ве пречекува сообраќаен хаос. Во градот проектиран за околу 10.000 возила, денеска низ него минуваат речиси тројно повеќе. Нервозата од метежот се чувствува на секаде во градот.
речиси и да нема кумановец кој е задоволен од тоа како општината се справува со овие проблеми. Овде печалбарството е стара тема. Хаос е Куманово. И чистоќа, и возила, кој куде сака паркира. Улиците се сообраќајте, гледате како е кај нас. Како да се наоѓаме негде во Африка, во Индија, не во една европска земја, каде што тежнееме да бидеме. Следниот градоначалник треба прво да го среди сообраќајниот метеж и улиците, и нормално и све, што е потребно за едно нормално живење. Според базата на истражувачката мрежа БИРН, инвестициите во капиталните објекти по глава на жител во Куманово се најниски во Македонија. За изборот на градоначалник овде кандидатури поднесоа повеќе партии. СДСМ го кандидира Максим Димитриевски, ВМРО ДПМН е Зоран Ѓорѓиевски, ДПА го предлага Бесник Мемети, БЕСА Дритон Сулеймани, а од Алијансата на албанците е Башким Османи. И за дел од кандидатите со кои зборувавме, потребно е итно и одржливо решение за сообраќајниот хаос. Па факт е дека Куманово живее во еден сеопшт сообраќајен хаос. Воедно имаме и голем број на нерегистрирани возила и тоа е еден сериозен проблем на градот, кој што градот, општината во иднина ќе мора да го реши и да го надмине, со тоа што ќе влеземе во сериозни инвестиции на регулација на сообраќајот, градење и инвестиција на нови катни гаражи, дополнителни паркиралишта, уредување на урбанистички решенија кои неминовно ќе мораат да градат самите инвеститори дополнителни паркиралишта. Димитриевски вели дека општината, освен големиот број на жители, има и голем број на проблеми. Имам намера да ги решавам заедно со граѓаните сите проблеми, тргнувајќи од основна инфраструктура, подземна, надземна инфраструктура, значи сообраќајни решенија, хоризонтална, вертикална сигнализација во градот, но првенствено морам да напоменам дека сообраќајниот хаос од друга страна е и резултат на самиот неодговорен однос на возачите кои што учествуваат секојдневно во сообраќајот. Кандидатот Зоран Ѓорѓиевски, кој по втор пат ќе се бори за локалната власт, предупредува на црните раскрсници во градот. За овие 5 години требаше да се направи нов генерален урбанистички план, каде што сите тесни грла во градот треба да има свое адекватно сообраќајно решение, каде што оние опасни точки во градот, каде што има веќе погинено одреден број лица, платија со своите животи заради лошите сообраќајни решенија, значи да се иде со адекватни сообраќајни решенија кои ќе го намалат сообраќајниот метеж и ќе ја зголемат безбедноста и на возачите и на сите други учесници во сообраќајот. Ѓорѓиевски, кој не успеа да го победи против кандидатот на минатите локални избори, одлучил да понуди дел од старата програма. Од 2013 едно од решенијата ни беше и изградба на една меѓуградска автобуска станица надвор од градот, во близина на автопатот Александар Велики, така да гужвата што доаѓа од автобусите кои поминуваат во Куманово би ја намалиле на тој начин. Другите сообраќајни решенија кои ги нудевме тогаш беа одредени кружници, кружно решавање на најкритичните места во Куманово. Сега со новата програма ќе имаме малку повеќе опфатени кружници, тоест клучки, решавање на влезовите и излезовите на градот Куманово. На 60 километри од Куманово е Штип. При првиот поголем дожд, дел од улиците од градот пливаат во вода. Тогаш и фотографиите постирани од штипјани ги преплавуваат социјалните мрежи. Кој ќе заврне, тоа се знае се, сите улици се поплавени. Оти немаме доволно во одводни канали за атмосферската вода. А за време на дождови, како луња е, какво може да биде? Несредено, неубаво, така. Што да ви кажам? Спрема тоа, не сме задоволни. Но има и задоволни од она што е направено за градот. Уопшто земано за градот, уопшто земано он се грижи за целиот град се исто. За овој градоначалник да зборам, мислиме.
Во трката за градоначалник на Штип влегуваат Благој Бочварски од СДСМ за прв пат и по втор пат за актуелната позиција Илчо Захариев од ВМРО ДПМН. За младиот актуелен пратеник Благој Бочварски, неопходен е инфраструктурен развој за градот. Апсолутно еден од најголемите проблеми, еден од проблемите кои што мораме во иднина да ги решаваме е инфраструктурните проблеми за кои што општината генерално во прв план треба да се грижи, треба да ја подобрува и во делот на квалитетот и во делот на развојот на градот. Така што инфраструктурно Штип е запоставен град, граѓаните имаат право, тоа го чувствуваме сите. Ни се случува при 15 минутен дожд да ни се излеваат води од улиците, каде што ни се во претходниот период се затварани атмосферски канализации, отвори за одводи на вода, каде што не се правилно развива инфраструктурниот дел на градот. Но неговиот противкандидат мисли поинаку. Штип не велат, ако оса ве касне, ќе нема земја каде да се намачкате, затоа што се асфалтирано. Илчо Захариев, кој се бори за втор градоначалнички мандат, вели дека станува збор за само една улица. Единствена улица која плави во Штип е улицата Кочо Рацин. Тоа е улица долга некаде околу 200 метра. Значи Штип има некаде околу 200 улици во градот. Тоа е улицата Кочо Рацин. Таа улица носи голем нанос кој доаѓа од високите делови на градот, од левата страна на реката Отиња, и практично кога тие води додат, значи носат талок и наплив под општината. Одлучиме таа улица да биде целосно реконструирана. Актуелниот штипски градоначалник вели дека работниот план му произлегува од потребите на граѓаните. Најмногу барале патишта. Ние имаме веќе визи како тоа да го направиме. Сега градиме голема обиколница на селбата Сењак, каде живее скоро 25.000 жители од нашиот град, према на селбата Пребек, индустријскиот дел, која ќе оди до бањата Кежовица и ќе оди за регионалниот пат Радовиш Струмица. Но напротив, кандидатот штипјани му пренеле нешто поинаку. Штип во изминатиот период нема никаков, ниту еден крупен инфраструктурен проект. Ако смета моменталната, актуелната локална власт дека со асфалтирање на 2 см асфалт на улиците или промена и замена на бекатон коцки по тротоарите, тоа е развој на градот, јас не се согласувам со тоа, меѓутоа тоа го тврдат и сите граѓани во контактите со мене. Тоа се гледа и во анкетите кои што покажуваат дека градот бара крупни инфраструктурни проекти. Она кое што ние го предвидуваме во нашата програма и кое што ќе го реализираме е гасификација на градот Штип. Трката за градоначалници и советници и официјално започна.